Нееднаков е третманот на државата кон приватното и јавно здравство, коментираат лекарите од приватната здравствена практика. Нерешени се грз проблеми што ката дневно ја кочат нивната работа. Обемот на работа која што го имаме, тука спаѓат бројот на прегледите кои што го извршуваме ние. Потоа администрацијата со која што сме оптоварени, целите кои што мораме да ги извршиме, сето тоа нас не оптоварува. Малиот капитационен бод кој што го имаме и кој што со години не е менуван, кој што нашите организации се борат да го покачат, заради тоа што не ги задоволува основните потреби на една ординација за да може да екзистира. Идентично размислуваат и граѓаните, бараат решенија за напластените проблеми со кои се судираат во очекување на квалитетна здравствена услуга. Немаме ние болница добра, лекарства добри има, ама некој треба да ги препише, да ги напише, да ги со знање, не без знање. Болницата и она пропаѓа како и државата. Многу нешто треба се менја, многу нешто треба да се поправа. Треба стручен, нема и доктори нема. Слаби лекар. Ја некто оди за крв да види, 2 дена изгуби. Да чекаш, нема ни ред, нема ништо. Навеќе сега што се зборува во јавноста е лекарства. Лекарства и свежи лекарства. Да обноват унатре кревети, мревети, кебиња, друго, трето. Дека државата нема ист аршин во паралелно квалитетното јакнење на приватното и јавно здравство се и овие факти. Па за да имаме квалитетна здравствена услуга, потребно е прво да имате соодветниот кадар и да имате соодветната опрема. Сметам дека во измината година Штипската клиничка болница одговори на предизвикот како поглед на кадар, така и поглед и на пружување на услуги. Како пример би го кажал последната набавка на апаратот за анестезија, со кој што се отвори втора сала и во која дојдовме во просек отприлика 10 операции повеќе на неделно ниво, што би значило отприлика скоро 500 операции повеќе за една година ќе имаме со набавка на овој апарат. Со вакви проблеми, регионот одбележува уште еден светски ден на здравјето. Денеска на пригоден начин под овогодинешното мото и кампања на Светската здравствена организација Универзална здравствена заштита, вработените од Штипската клиничка болница го одбележаа својот ден. Универзалната здравствена заштита значи дека сите поединци добиваат здравствени услуги кои им се потребни без посебни финансиски проблеми. Универзалната здравствена заштита вклучува есенцијални, квалитетни здравствени услуги од унапредување на здравјето до превенција, третман, рехабилитација и палијативна нега. На пригодната свеченост, менаџментот ги додели традиционалните награди на своите вработени за 10, 20, 30 и 40 години непрекинат работен стаж. Убаво е чувство да се биде дел од таа клиничка болница над 30 години. 30 години работа, успеси се боревме и еве полека добивме заслужени награди валјда и јас и сите мои колеги. 20 години работа во клиничка болница значи да се помага на болните и да ви кажеме дека ќе продолжиме се повеќе да помагаме затоа што имат многу потреба од нас медицинскиот персонал. Во рамките на одбележувањето, специјална награда добија интерното и инфективното оделение по повод 100 годишнината од нивното постоење и работа во Штип. Значајно одбележувањето поради тоа што успехот во лекувањето на болестите кои го коселе човештвото не прави горди со тоа. Болести доста се искоренети, меѓутоа сепак и многу болести за кои не сме знаеле повторно се јавуваат и се предизвик за нас како лекари. За изминатите 365 денови во Штипската клиничка болница реализирани се 128.500 прегледи, извршени се 2616 операции, реализирани се 67.000 болнички денови на 12.200 болни. Вработени се нови 52 лица, исклучени 80 договори за дело. Болницата со помош на ИПР и јапонската влада доби 2 нови амбулантни возила, но со свој и владени средства набави најсовремена медицинска апаратура за повеќе оделенија.